Добро вечер, гледате Отворено студио. Јас сум Боријан Јовановски и заедно со колегата Ацо Кабрамов продолжуваме понатом. Тема е, како што најавивме, работата на Комисијата за заштита од дискриминација, односно нејзината одлука да додели решение со во кое се вели дека на поранешниот премиер Никола Груевски му биле прекршени правата во судскиот процес. Инаку овој документ, доделен од државна институција, е еден од клучните поради кој алиби на Орбан за одлуката да додели политички азил. Во студиото со нас е Беким Кадрiju, член на комисијата, кој има издвоено мислење по она мислење и решение кој го издаде Комисијата за заштита од дискриминација. Господине Кадрiju, што се случи и врз база на што комисијата го донесе ова решение? Значи, комисијата донесува, добро вечер пред се на двајцата и на вашите гледачи. Комисијата само малку погласно. Да, комисијата усвојува мислења. Значи не се тие решенија како управни акти или одлуки, туку мислења, правно не се задолжителни, меѓутоа сепак треба да имат определен авторитет и тежина, поради тоа што комисијата треба да биде експертско тело или тело за еднаквост, како го викаме ние, и мислењата што ги носи во смисла дали има или нема дискриминација, треба да има добри аргументи, да има добра тежина и во пракса тие секако треба да имаат одреден ефект во пракса. Ние работиме во поголем дел, значи покрај другите надлежности, работиме по претставки. Значи лице што смета дека е дискриминирано, поднесува до нас претставка и ние решаваме по таа претставка. Се разбира, имајќи предвид дека тоа начелото аудиатор ет алтера парс, да се слушне и другата странка. Значи добиваме мислење од другата странка, наводниот дискриминатор, како го викаме ние, и собираме и други факти, докази и одлучуваме дали има или нема дискриминација. Имаме еден законски рок од 90 дена во кој треба да донесеме мислење од моментот на поднесување на претставката. Тука многу брзо се постапи. Па не би рекол, јас мислам дека тука сме во таа средина, да речеме, иако преку неговите адвокати. Да. И мислам дека сме тука во некоја средина, иако сме имале случаеви кога тој рок не сме го запазувале поради некои објективни причини, значи надвор од тој 90 дена. На што се базираше претставката на Груевски? Да. Значи, како што кажав, ние сме тело за еднаквост, Комисија за заштита од дискриминација, која се разбира од самиот наслов, самото име, е специјално тело и има специјален мандат. Нашата комисија не утврдува само повреда на човекови права, туку само дали при повредата на правата некој лице е нееднакво третирано, дискриминирано или, како викаме ние, претрпело понеповолен третман. И тоа не се кажува случајно. Значи, во секој случај на дискриминација, особено таа првата, едноставната, како ја викаме ние, директната дискриминација, што станува збор и во овој случај, директна дискриминација, мора да постои определено друго лице кое е третирано добро, во ред, и сега во споредба со точно, жртвата на дискриминација во споредба со другите лица е понеповолно третирано во смисла дискриминација. Јас имам издвоено мислење по овој предмет. На што се пожали Груевски? На кој начин е дискриминиран и во споредба со кого? Тоа е дали заради густината на судските процеси секој ден или заради односот на судиите? Па јас не го спомнав тоа, нашиот мандат, не го спомнав случајно. Значи, кај нас кога некој тврди дека е дискриминиран, мора да покаже понеповолен третман. Тоа го нема ниту во претставката, понеповолен третман во однос со друг. Со другите, со другите, кои се во идентична состојба. Затоа што еднаквоста бара две лица во идентична состојба да ги третирате еднакво. Различниот третман ќе значи дискриминација. И обратно, нормално е две лица што се наоѓаат во различни ситуации, ќе ги третирате различно од аспект на околностите што постојат кај лицата. Во конкретниот случај, значи и претставката
Значи, во представката секој може да тврди се што, значи улогата е на комисијата, треба да биде проактивна, во смисла да ја утврди фактичката, апсолутно, и комисијата, комисијата да ја утврди фактичката состојба и да најде елементи на нееднаков третман, на дискриминација, дискриминаторски елементи. Значи тоа јас го тврдам дека во мислењето на мнозинството од комисијата тоа го нема. Значи нема такви докази. Јас имам повеќе аргументи во моето издвоено мислење. Вие уште еден член од комисијата. Да, и колегата Ирфан Дехари, да, и колегата Дехари. Че не се согласуваме и сакам истото да го кажам дека издвоените мислења се во согласност со нашиот деловник, меѓутоа не одат заедно со мислењето, туку со некој став на комисијата остануваат само во комисијата. И поради тоа јас чувствувам како потреба да ги често пати изнесувам во јавност, за да се знае дека во комисијата има и различно мислење од тоа што е официјален став на комисијата, усвоен со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на комисијата. Тие се 7 членови, мнозинство значи 4 најмалку членови да гласат за едно мислење. Основниот аргумент, значи, мој за тоа дека нема дискриминација во овој случај е тоа дека подносителот на представката господин Груевски во случај? Точно, господинот Груевски е третиран исто како и другите лица обвинети во сите судски постапки. Против подносителот на представката се водат 5 постапки. ТНТ, Титаник, Траекторија, Шамариво центар и уште една постапка, Тенк. Првата, каде што имаме осудителна пресуда. Тој, да речеме, во Титаник има 21 обвинет. Во Тенк имаше 3 обвинети. Да. И тоа сите се лица, да речеме, и во другите постапки, сите се лица што имале порано определен статус министри, заменик председател на влада, директори и така натаму. Јас тврдам дека господинот Груевски како подносител на представката не покажува нееднаков третман. Немало кон него нееднаков третман. Затоа што тој бил третиран исто како сите други обвинети кои се во идентична состојба. Тоа е основниот елемент. И повторно да се вратам на тоа што го спомнав. Ние имаме специјален мандат. Ние, како што спомнавте, господине Кабранов, ние не одлучуваме за тоа дали правото на одбрана е повредено. Да. Ние може да го третираме правото на одбрана, меѓутоа ако на некое лице му е дозволено определено право, определен правен лек, а на друго лице не му е дозволено по некоја дискриминаторска основа. Тоа тука го немаме. Да, во случајов го немаме. Тука сите обвинети, значи според законот за кривична постапка имаат еднаков третман. Исто право на одбрана, исти обврски да се појавуваат на рочиштата, исто време да го спремаат правото на одбрана. Значи, господинот Груевски како подносител на представка во ниеден момент не бил различно третиран, полошо третиран, понеповолно третиран од другите над 30 или 40 на обвинети во овие 5 постапки. Председател Даштевски, кој е неговиот аргумент дека врз база на што се темели тоа решение дека Груевски е дискриминиран? Значи, председателот е еден член од комисијата, мислењето е усвоено со мнозинство гласови, од 5 членови и 2 се против. Значи, мислењето е резултат на колективната работа на комисијата. Ја не би издвоил некој посебно некој член. Председателот нивна дека Груевски бил дискриминиран? Председателот значи ја представува комисијата и ги потпишува мислењата, меѓутоа мислењата се резултат на тој гласа за во случајов. Па добро се индивидуално, сите други гласале за. Значи, повторувам јас, аргументи во мислењето дека има дискриминација нема. Нема аргументи. Во целото мислење, значи, преовладуваат аргументи во правец на правото на правично судење, има многу чести рочишта, одбраната не може да се спрема, требал да оди од едно судење во друго и така натаму. Значи, во овој контекст се повикува мислењето и на пресуди на Европскиот суд за човекови права, што е сосема во окей, значи има пракса Европскиот суд за човекови права за правото на правично судење, тоа е членот 6 од Европската конвенција и правото на одбрана како посебен дел на правото на правично судење. Меѓутоа, комисијата
мора да утврди нееднаков третман. Да. Не може само да каже дека прав. И за правото на правично судење може да разговараме. Значи има извештај на некои невладини организации кои сметат дека треба да има. Но во случајот нема во споредба со другите нема никакви Точно, Никаква значи, споредба со Милија Јанакиевски или Гордана Јанковска нема. Апсолутно. Тоа е мојот Различен став. третман. И уште нешто што е исто така проблематично е тоа основот на дискриминација. Значи во претставката се тврди и во мислењето што се усвојува од комисијата се тврди дека подносителот бил дискриминиран поради неговиот личен и општествен статус, што е многу еластичен основ на дискриминација, меѓутоа може во одредени ситуации да вклучува групи. Да речеме, може да вклучува затвореници или бивши затвореници, пошто тие може да се категоризираат, да се групираат поради нивниот личен или општествен статус, или пак мигранти исто така, или пак по однос на социјално потекло, сиромашни да речеме, или начинот како изгледаат, како се облекуваат, тоа можеби секој ден го гледаме, или по професија. Тоа е сосема окей. Значи, одите во шалтер, да речеме, и некој што е дотеран, ќе го третираат по-поволно, по-привилегирано, за разлика, тоа може да се смета. Меѓутоа, во овој случај, значи, подносителот на представката се вели дека бил поранешен председател на влада, председател на политичка партија и меѓутоа во ниеден момент во мислењето тој негов статус не се става во контекст и не се покажува дека тој токму поради тоа дека бил порано председател на влада имал понеповолен третман од страна на судот. Тоа никаде го нема во мислењето на мнозинството. Беким Кадрију, да го погледнеме прилогот на колегата Бановски и неговата анализа за работата на Комисијата за заштита од дискриминација. Документите приложени во барањето за азил ги посочуваат домашните институции кои му овозможија на Груевски да избегне одслужување на затворската казна. Додека се истражува организацијата и изведбата на неговото бегство, унгарските власти процениле дека тоа е жртва на политички прогон, а во прилог на тоа оди единствено мислењето издадено од Комисијата за заштита од дискриминација. Веројатноста е дека оваа институција била клучната алка за операцијата која Груевски дел од институциите ја подготвувале подолго време. Врз Никола Груевски е извршена директна дискриминација врз основа на личен и општествен статус како поранешен председател на владата на Република Македонија и поранешен председател на политичка партија, што како последица имало одземање или нарушување и ограничување на еднакво признавање на правото на правично судење како основно човеково право. Процени тогаш комисијата, а речиси идентични се забелешките на унгарските власти кои му го одобрија азилот. Сепак спорна е веродостојноста на мислењето на комисијата, особено доколку се земат предвид европските извештаи за нејзиното работење. Потребно е да се нагласат и постојаните недостатоци во работата на Комисијата за заштита од дискриминација, вклучително и нејзината независност и непристрасност, просториите на Комисијата, капацитетите, кадарот и финансиските ресурси и натаму се неадекватни. Јавноста има мала доверба во Комисијата, а Канцеларијата на Народниот правобранител добива бројни поплаки за дискриминација. Бројот на решени случаи со утврдена дискриминација и натаму е беззначителен. Оцени годинава Европската комисија, а со вакви констатации денеска се јави и Хелсиншкиот комитет за човекови права. Само во последните 3 години членките на мрежата за заштита од дискриминација доставила 19 представки во случај на дискриминација кон маргинализирани групи граѓани, за кои комисијата во просек доцни по речиси 4 месеци, а за 3 од поведените представки комисијата доцни и повеќе од 1 година. Например, комисијата се уште нема одлучено по представката против Миленко Неделковски, пратена на 2.2.2017 година. Наспроти ваквиот однос на игнорирање на маргинализираните заедници, комисијата постапи брзо и пред законскиот рок во предметот на поранешниот премиер Никола Груевски. На селективно постапување се пожалија и група родители на деца со попреченост, кои во допис до нашата редакција меѓу другото вела дека нивните представки остануваат најчесто без одговор. За Комисијата за дискриминација за жал не сакаат јавно да зборуваат родителите, уплашени се. Ете во каква држава живееме за жал. Инаку ние родителите сме многу лути токму на таа комисија. На представки од нас родителите ретко дури да одговорат, а на пример за Груевски инстантно се произнесоа. Не сме сите исто вредни во оваа земја, ранливите категории се запоставени и споменувани само за избори. Реагираа Сдруженијата на родители.
Мислењето на комисијата за Груевски е спорно ако се земе предвид фактор што со неа раководи Александар Даштевски, кадар кој важи за голем поддржувач на ВМРО-ДПМНЕ. Тој за дел од медиумите негирал дека мислењето го издале како адут за азилот на Груевски, но остана недостапен на повиците на 1 ТВ. Дополнително одговори побаравме и на веб страната на комисијата, каде беше образложена одлуката за пребеганиот екс-премиер, но веќе втор ден таа не е во функција. Тоа беше прилогот на колегата Бановски. Забележавте и родителите на деца со посебни потреби, Хелсиншкиот комитет, Европската комисија, наведени се низа на примери за тоа дека комисијата запоставува некои предмети, например, а наспроти тоа мощно брзо изреагира за случајот Груевски. Добре, јас не ги знам сите предмети на памет, делумно со некои констатации се согласувам, со некои не се согласувам, делумно, значи комисијата функционира како функционира. Законската поставеност на комисијата е проблематична како таква. Е многу проблематична, значи има многу аспекти што може да се разговараат тука. Не би навлегол јас во детали. Не, ние би навлегли во детали. Комисијата законски треба да е тоа е регулаторно тело, независна државна институција која треба да ги коригира другите државни институции кога станува збор за човекови права и дискриминација. Во таа смисла таа треба да е ослободена од сите стеги и сите релации со интереси на политичките партии. Во случајот се чини дека и те како интересот е пред се императив за таа комисија интересот на политичка партија, да не кажам една политичка партија во случајот или една структура политичка поради нештото раководство на ВМРО-ДПМНЕ. Јас, значи, во првиот аргумент што го давам во моето издвоено мислење, велам дека мислењето усвоено има политичка позадина. Тоа не го кажувам случајно. Да. Значи има повеќе мислења што ако ги гледате кои се подносители на представка или против кого се поднесени тие представки, од една страна, и од друга страна ако ги видите содржините на мислењата што се усвоени од комисијата, неаргументирани, тоа мене ми остава впечаток и на другите дека има политичка позадина во. Да. Меѓутоа, видите, ние не само оваа институција, значи, има и други независни институции и судството. Значи, не се имуни на политички притисок и на политички влијанија. И ние не успеавме до сега, и самата комисија не успеа да се издигне како независно тело. Но има повеќе фактори за тоа, голем дел се во самиот закон. И сега има, не знам колку сте информирани, има во собраниска постапка нов закон за спречување и заштита од дискриминација, кој што треба да ги поправи тие работи од аспект на пристапност, од аспект на буџет, од аспект на критериуми за избор на членови на комисијата што треба да се сменат, основи на дискриминација апсолутно. Потребни се членови со интегритет кои меѓутоа тука има способни да критериуми апсолутно. Притисоци на политички партии. Апсолутно се согласувам. И сега тука има две страни, значи од една страна имате комисија која има мандат 5 години и како независно тело треба да го дотурка мандатот. Ова е ваша трета година. Да го дотурка мандатот до крај и тоа е став и на Венецијанската комисија за конкретно оваа комисија и драфтот на законот што е во собрание. Меѓутоа, од друга страна пак политичките влијанија евентуално може Европската комисија која и како се сомнева во ефикасноста и дали таа комисија навистина е во функција на заштита на граѓаните од дискриминација. Дали врши работата или не? Значи, тие се две струи моментално, значи едната е дека комисијата треба да го дотурка мандатот до крај, другата струја што е во самиот закон вметната оваа струја, која предвидува дека со усвојување, во собраниска процедура предвидува со усвојувањето на законот да престане мандатот на сегашната комисија и да се формира нова според новите законски критериуми. Зошто на пример комисијата на Сдруженијето на родителите на деца со посебни потреби не им одговорила никако? Не сум сигурен дека тоа е точно. Не сум сигурен. Мислам дека сме одговорни. Ги добивате сите представки вие или само председателот ги добива? Не, сите представки. Значи, ние имаме седници еднаш неделно, затоа што во комисијата не сме вработени. Туку имаме друг работен однос, одиме тука еднаш неделно. Во текот на неделата што се добиене представки, на таа седница се доделуваат
и после се спремаат од определен член што ги реферира и после на седница се утврдува дали има или нема дискриминација. Има континуитет, да. Во континуитет во Македонија граѓаните се изложени на сериозна дискриминација од страна на институциите во време на владењето на ВМРО ДПМН, но тоа не и сега продолжува институциите да дискриминираат граѓани. Комисијата во цел тој изминат период од 3 години, па и таа што беше претходно, како да беше, просто нема. Која беше причината? Кога имате ваков обем на дискриминација, како што е сега со многу категории на граѓани, го слушавте и мислењето на Хелсиншкиот комитет, зошто комисијата не ги користеше законските своји овелсувања во најмала рака да биде погласна и поприсутна во јавноста? Апсолутно се согласувам, се согласувам. Јас велам дека комисијата не успеа целиот овој период да се издигне на ниво да биде вистинско тело за еднаквост. Често пати јас сум го кажал и на издвоените мислења, некогаш комисијата ќе штити некого кој дискриминира. Да речеме во случајот против Миленко Неделковски, комисијата констатираше, односно одлучи да не покрене постапка затоа што нема дискриминација. Тоа беше класичен случај на поттикнување на дискриминација во медиуми. На етничка основа. На етничка основа, точно. Знаеме за кој случај станува збор. Голем број на фактори има што влијат на тоа. И законското позиционирање, и буџетските, како да кажам, неможности на комисијата, што комисијата нема никаков буџет, а има големи надлежности. Боријан, само да завршам, пошто значи буџет нема. Комесарите не се вработени тука, значи одат само еднаш неделно, што е исто проблем по себе. Немаме стручна служба, значи стручната служба административни работи треба да ги врши самата комисија. И тука има, значи, и персоналниот состав, и затоа и персоналниот состав, па пошто нема буџет за да се менаџира. Завршиле работа на Груевски. Ме интересира дали не е екипираност. Ваше веројатно, да, субјективно може да е мислење. Дали представката и таа одлука која е донесена е дел од планот за бегство на Груевски. Бидејќи тој документ од државна институција, тој сепак има валидност во однос на, да речеме, на унгарските институции и судот кој го разгледувал неговото барање за политички азил. Добро, да бидеме искрени. Мислам дека унгарските власти би одлучиле за давање на некаков заштитен статус на Груевски и без тоа мислење. Меѓутоа, жалосно е што мислењето еве како што кажавте и вие ќе се користи само како алиби пред и меѓународната јавност евентуално и европските институции во смисла дека еве институциите од Македонија тврдат дека Груевски бил дискриминиран во судските постапки. Тоа е една работа. Втора работа, не сум сигурен дека е баш така. Втора работа, видите, и да има ваква форма на дискриминација, а нема, и да има ваква форма, тоа не е доволно за некој да добие заштитен статус во друга држава. Да. Тоа не е доволно. Добро, али разбирате, нивото на повреда, значи кога давате заштитен статус, значи се работи за повисоко ниво на повреда на човековите слободи и права, кога животот на поединецот и така натаму, значи сигурноста и слично. Значи, меѓутоа сепак мене ми е жал што мислењето на комисијата, каде што сум и јас член, иако имам издвоено мислење, сепак сносам определена одговорност. Значи, мислењето ќе се користи како алиби пред унгарските власти и пред другите авторитети дека еве затоа му даваме статус на за појаснување за јавноста, се обративте и на господинот Тони Неуновски, кој е член на оваа комисија, господинот Даштевски, кој е председател, не е во Македонија, така не извести, а господинот Тони Неуновски не прифати, сметаше дека нема потреба за било каква изјава за нас, бидејќи, како што рече, нивното мислење било фатено во решението кое му е издадено на Груевски. Тоа е се од овој дел од отвореното студио. Господине Кадриев, ви благодарам што бевте гостин да појасниме за што станува збор. Одиме со куса за реклами, а потоа веднаш се враќаме на линковска врска. Би требало да го имаме колегата Владко Чаловски во разговор со шефот на црногорската дипломатија кој се наоѓа во официјална посета на Скопје. Останете со нас.
Гледате отворено студио и на линковска врска би требало да го имаме колегата Чаловски во разговор со шефот на црногорската дипломатија кој се наоѓа во официјална посета на Скопје. Чаловски, повели. Се вклучуваме во студиото кај колегите Борјан Јовановски и Јацо Кабранов. Разговараме со шефот на дипломатијата на Црна Гора, господинот Срген Дармановиќ, за сите оние поврзани прашања со бегството на Никола Груевски и како тоа ќе влијае на регионот. Господине Дармановиќ, пред се ви благодарам што сте дел во ова информативно издание. Хвала вама што ме позвали. Сега знам дека повторно ќе се повторите во одговорот, односно во моето прашање, а тоа е она што сите ги интересира и тоа е инволвираноста на Црна Гора, односно како земја транзит на поранешниот премиер Никола Груевски. Во официјалното соопштение на Црна Гора се вели дека влегол во 19 часот, на Божај излегол во 22 часот. Меѓутоа, несомнено дека Никола Груевски не е обичен човек, туку е јавна личност, поранешен премиер. Има ли пропуст кај црногорските службеници пред се? У нашем случају не. Било да е неко бивши премиер или обичан човек пред законом и меѓународним правилима и правилима едне земје мора се еднako третира. У моменту каде е бивши македонски премиер у ауту sa diplomatskim tablicama, mađarskih diplomatskih tablica, sa mađarskim diplomatama, ušao u Crnu Goru, iz nje izašao. U ta 3 sata. On nije bio lice van zakona. Затоа потенцирам дека не е човек кој што не е познат за јавност. Све окей. Дали може би требало да бидат известени црногорските власти? U Crnu Goru se ulazi iz Makedonije sa ličnom kartom. Na našim graničnim prelazima nije bilo nikakvog crvenog svjetla da ulazi neko lice koje je van zakona. Policajci nisu morali da se čak ni udube u to ko je u tom autu. Tako da mi smo o tome obavijestili službu bezbednosti Makedonije, nismo ništa skrivali. Tako da Crna Gora u ovome nema niti neke skrivene uloge, niti sopstvene odgovornosti. Mi smo postupali onako kako nalažu zakoni naši i međunarodna pravila. Sve drugo bi bilo sa naše strane vjerovatno narušavanje osnovnih prava jednog čovjeka. Jer bi to značilo da ga je Crna Gora zaustavila. Da mi pretpostavljamo da iako još nema nikakve poternice, da se čovjek neće javiti na izdržavanje zatvorske kazne, pa ga preventivno zadržavamo. Pretpostavljam da znate da je to vrlo sumnjiva i sporna odluka. I mi smo radili jedino što nalažu zakoni i međunarodna pravila. Drugi aspekti toga slučaja nisu za nas. On je zatražio azil u Tirani. Kako je iz zemlje nečlanice ušao u zemlju članicu Europske unije, kako je primljen u zemlju članicu Europske unije, to su druga pitanja. Takođe je naravno pitanje za makedonske organe pravosuđa, bezbednosti i tako dalje, zašto nije bilo dovoljno brze reakcije, recimo brze potjernice, ali to nisu pitanja za nas. Mi smo djelovali onako kako smo morali. Добро, а како шеф на дипломатијата, министер за надворешни работи, во државата му помогна луѓе од унгарските представништва, значи се превезува со дипломатски автомобил како држава. Имате механизам кој што би можеле да го преземете и дали би преземале некакви мери? On je u tom momentu i sa stanovišta mađarskih diplomata bio privatno lice koje nije prekršilo zakon i pri tome je zatražilo azil u njihovom diplomatskom predstavništvu u Tirani. Šta smo mogli da uradimo prema mađarskim diplomatama? Ništa. Во целиот овој случај во транзитот вмешани се 5 земји: Македонија, Албанија, Црна Гора, Србија, Унгарија. Сметате ли дека еден ваков изолиран случај, индивидуален случај може да придонесе за било каква дестабилизирање на Балкан? Не. Ако се открие дека пак имало структури од службите вмешани? Što se tiče crnogorskih službi bezbednosti, to je sigurno da nema nikakve umješanosti. Mislim, o tome je prosto izlično raspravljati. Neće doći ni do kakve destabilizacije. Ovo je jedan komplikovan pravni slučaj za Makedoniju
za Evropsku uniju. Evropska unija je nešto rekla o vladavini prava u našem regionu, o vladavini prava u Makedoniji, o ulozi prethodne vlade u tom procesu. I sada vjerovatno je i na Evropskoj uniji da raspravi kako je sve to moguće. Za Makedoniju se opet radi o unutrašnjoj političkoj raspravi. Svakako da za Makedoniju slijede razgovori sa susjednim zemljama o tome šta se sve desilo. Ali su stvari između Crne Gore i Makedonije već raspravljene. Mi smo dali sve podatke. Nema ništa skriveno u tome. Ако го тргнеме случајот со Груевски на страна, еве како последно прашање, Црна Гора е членка на НАТО, Македонија е пред членство во НАТО, уставно кажано. Има ли некаков совет кој што Црна Гора може да го даде на Македонија по својот пример? Makedonija je kritični dio puta već prešla. Ja mogu sa zadovoljstvom da kažem da je Crna Gora u domenu svojih moći Makedoniji pomagala koliko je najviše mogla na tom putu. I kao zemlja prijatelj i kao predsjedavajuća Jadranske povelje u prethodnoj godini. Mi smo se snažno zalagali za politiku otvorenih vrata i uvijek sa sviješću da ulazak Makedonije u NATO će značiti jačanje NATO-a, veliki napredak za Makedoniju i dodatnu stabilnost u regionu. Mi o tome nismo imali dilemu. Zato smo sa velikim nadama i ohrabrenjem primili rezultate i vašeg referenduma i glasanja u Sobranju. Jer vjerujemo da je to novi početak za Makedoniju. Ja vjerojatno nisam pozvan da govorim šta je najbolje za vašu zemlju, ali mi vjerujemo da je to veliki korak naprijed. Ministre Tърмановиć, ne znam, ve prekinав во... Prosto savjeti su da Makedonija radi uporno na onome što se dobrim dijelom poklapa i sa agendom za Evropsku uniju, to je jačanje vladavine prava, reformu sistema odbrane, usklađivanje bezbjednosnih službi sa standardima NATO-a, sve ono što jedna zemlja koja ulazi u NATO i naravno koja treba da radi i naravno da bude aktivna u procesu ratifikacije sporazuma kad za to dođe vrijeme, mada ja vjerujem da sa ratifikacijom neće biti nikakvih problema. Ви благодарам што одвоивте време и што бевте дел во информативниот дел на студиото. Hvala vam. Почитувани, се враќаме назад во студиото каде што ќе продолжат колегите Борин Јовановски и Ацо Кобранов. Чаловски, ти благодарам за вклучувањето. Се извинуваме што немаше превод за да добиеме во ефикасност во ова интервју кој го пренесуваме во живо. Ацо, продолжуваме понатаму. Да, еве јас сега ќе те најавам тебе. Боријан пред нешто повеќе од час и половина разговараше со европратеник од Унгарија, Петер Нидермулер. Добро го кажав, нели? Петер Нидермулер. Не сум сигурен, предпоставам. Да, добро. Со него, значи, во наредниве 7-8 минути колку што трае тој разговор, Боријан го прашува какви се реакциите на унгарската опозиција за добивањето експресно на давањето експресно азил на екс-премиерот Никола Груевски во Унгарија и како Петер Нидермулер објаснува како европратениците од Унгарија планираат да ја внесат како тема азилот на Груевски во Европарламентот. Предлагам да го погледнеме интервјуто. Mr. Peter Niedermüller, could we consider as official the announcement of former Prime Minister Gruevski that he got political asylum in your country? Yes, unfortunately, and this is from my point of view, or our point of view, is absolutely unacceptable. But yeah, that's right, that the Hungarian government confirmed that Mr. Gruevski got political asylum in Hungary. So, how do you explain this decision of Hungarian government? I think so that the decision of the Hungarian government is really a scandal because as far as we know, as far as I know, Mr. Gruevski was sentenced in Macedonia for 2 years in prison because of corruption. And in that case,
to take Mr. Gruevski from Macedonia to Hungary is against any law, against the European law, against, as far as I can see, the Macedonian law, and also against the Hungarian law. So, as far as I understood, the only reason for that is the friendship between Mr. Orban, the Hungarian Prime Minister, and Mr. Gruevski. And I think so, on that basis, there is no rule of law. On that basis, no European country can work. So we are very much against this asylum, and I think so that this is really a European scandal. Mr. Niedermüller, what's behind this huge engagement of Hungarian diplomacy within all region of the Balkans? I mean, when you say the friendship, it's too easy to explain this engagement of Mr. Orban and his diplomacy as a result of just friendship. You know, maybe it is more than just friendship. Maybe this is the sense of the illiberal democracy. Mr. Orban is a big friend of this new ideology, saying that the liberal democracy is dead. We need a new kind of democracy, the so-called illiberal democracy, and he thinks that he can do everything. But I have to say this is not the case. We will bring this issue to the European Parliament, the European Commission, because, as I told you before, this is not only an issue between Hungary and Macedonia, this is an issue for the European Union, for Europe. Macedonia wants to join the European Union, and we support it very much, and therefore I think so we have to discuss this whole issue on the European level. You are a member of European Parliament, part of the socialist group. So what is going to be your engagement? Because I don't think that the member of European Parliament from Fidesz party are going to support your initiative. So what's your plan? Not a problem. This is not a problem. Of course, the Fidesz group will not support any kind of this issue. Maybe the European People Party is not going to support that, but we will have enough support among the Liberals, Greens, and Social Democrats. And on the other side, I have to say that I wrote an open letter to Mr. Weber. Mr. Weber is the chair of the People Party, the European Parliament, and I asked to him to say what he is thinking about, what does he think about this whole issue, because I think so, as I told to you, this is a European issue, and he, as a chair of the European People Party, he has to say what is his opinion on that scandalous issue. It's obvious that Mr. Orban is going to have some problem within EU because of this decision, and it's obvious also that he's paying already some political price. So how do you explain this readiness of Mr. Orban to pay such a heavy political price and to take this kind of decision? You know, I think so that Mr. Orban wanted to show that he can do everything. Mr. Orban is all the time fighting with the European Union, with Brussels, with all the oppositions in Hungary, and he just wanted to show that he can do everything. But I think so that the political price for that action will be very high, because he will be much more isolated in our political family than he was before, on the one side, and on the other side, of course, all European countries, having seen this action, they will have a much bigger distance to Mr. Orban and to his party and to his government, because it is really unacceptable, absolutely. When it's about the EU, the foreign minister of Hungary yesterday said that no member states raised this issue within a council of ministers. What does it mean? It means that the member states are going to be quiet about the decision of Orban to grant Mr. Gruevski political asylum? You know that the Commissioner for Enlargement of the European Union, Mr. Hahn, he already
gave an official statement and asked Mr. Orban about a clear clarification what happened in this issue. It was the first step. And the second step will be then on 6th of December, that will be a council meeting, and I am absolutely sure that on that meeting it will be at least one member state or maybe even the council presidency, and they will bring this issue on the agenda. I'm absolutely sure of that. And as I told to you, we will bring this issue also on the agenda of the plenary meeting of the European Parliament. When? Pardon me? When we could expect this session of the European Parliament? The next plenary meeting is early December, and we will start this procedure this week. And in the first December meeting, or maybe in the second December meeting, I mean before Christmas, we will discuss it on the plenary in the European Parliament. I'm absolutely sure of that. And one more question. What's the Socialist Party and the opposition in Hungary, what are you going to do? What kind of measures or decision you are going to take in order to oppose Mr. Orban, because it's obvious that you are very much not satisfied with this kind of decision. Yeah. You know, the European Parliament and the European Commission won't be able to change the decision of the Hungarian government. This is clear. I mean, there will be no new decision. But, of course, in that case, if Mr. Gruevski leaves Hungary and going, for example, to Austria or Germany or Sweden or any other any other member states of the European Union, it can be that this country, this government says that they do not accept the decision of the Hungarian government, and they will hand over Mr. Gruevski to Macedonia. My question was about what the opposition in Hungary is going to do within a Hungarian parliament or within Hungarian institutions. Of course, you know, the Hungarian government will say that this is their good right. I mean, this is the right of the member states to make a decision about asylum. But we have a European right as well, a European law as well. And this decision is against the European law. And as far as you are a member of the European Union, you have to take into consideration the European law as well. So this is not only a Hungarian resolution. At that time, it is a Hungarian decision. But of course, the European Union has the possibility to say we need a new procedure and we have to change this decision. We have to reopen this whole procedure, and that will be our aim, and this is what we would like to have. Mr. Peter Niedermüller, thank you very much to be our guest. Okay, thank you very much for calling me. Bye-bye. Bye.